деновиве се раздвижија партиските активисти, вршеме евидентирање на можни кандидати за советници, градоначалници и таму каде што немаме штабови на партијата или канцеларија ги отвараме. Денеска сме тука во таа функција да го отвориме овој штаб на Демократскиот сојуз и се надам дека овде ќе биде собиралиште каде што членови на Демократски сојуз, симпатизери ќе имат можности да се среќаваат, да разговараат и да ги анализираат локалните проблеми и да биде во функција на подготовка за престојните локални избори. Јас сакам околу вкупните состојби во Република Македонија, значи наша цврста пределба е дека мора да се формира влада на Република Македонија и таа треба да биде влада на промени, затоа што над 612.000 граѓани гласа за промени и очекувам Заев да го добие, Зоран Заев да го добие мандатот и со другите политички партии кои што пред себе опозициони да формират нова влада на Република Македонија која што ќе ги организира локалните избори, ќе спроведе приоритетни реформи и што е најбитно да направи подготовки за воредни парламентарни избори. Повеќе од јасно е дека многу тешко може да се направи влада која што ќе обстојува 4 години за да се завршат некои стратешки цели со кои што се соочува Република Македонија, но битно е следните избори и локални и парламентарни да ги организира влада која што е резултат на промените во Република Македонија за кои што се определија граѓаните. Сметаме дека доколку тоа го повторно ги организираат ВМРО, ДПМН и ДУИ изборите, тоа ќе биде катастрофа за Република Македонија и затоа очекуваме Али Ахмети да биде флексибилен, да не настојува, да не уценува Република Македонија, затоа што работите брзо се движат, ДУИ се помалку има подршка во Република Македонија и не сме да биде сега пречка за формирање на владата на Република Македонија. Така да очекуваме да преовлада разумот, одговорноста и деновиве, денес или утре веќе да го добие мандатот Зоран Заев и да се создадат уставни можности за формирање на нова влада на Република Македонија. Покрај двете политички опции во Струмица, еве имаме и трета силна политичка опција. Значи јас како председател на општинска организација на Демократски сојуз, како нов председател, ќе стартуваме најпрви со консолидација на членството, формирање на комисии. Значи еве апелирам до сите граѓани на општина Струмица кои што имаат проблеми од правниот дел, од труд и социјала, дека соодветните кадри во Демократски сојуз ќе им дадат помош во секој момент. Така да во овој период ќе работиме со членството и со привлекување на нови членови и припремање за наредните локални избори.